По повеќе од 10 месеци од излегувањето на таравари од владата, премиерот Мицкоски в среда ќе го комплетира владиниот состав со испразнетите заменик министерски позиции во одбрана и образование. За заменик министер за одбрана е предложен Адмир Шабани, долгогодишен портпарол на Државната изборна комисија, а за образование Дритон Сулејмани, поранешен советник од Куманово и портпарол на Вреди. Ова е втора кадровска промена годинава по пополнувањето на позициите што му припаѓаа на Изет Меджити со Беким Сали и Мухамед Хоџа. Поради внатрешни пребирања во Вреди и спојувањето во една партија, албанскиот владин партнер веројатно ќе има смени и во пролетната реконструкција на владата. Касами побара смена на Лимани од министер за социјална политика, а неофицијално пак поради внатрешен судир. Азир Алију ќе бара смена на вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај. Од ВМРО ДПМН е вела дека промените во Вреди нема да влијат врз владината коалиција. Тоа што се случува во Вреди е интерен процес и ние како ВМРО ДПМН им посекуваме среќа и успех во формирањето на коалицијата во една партија. За останатите две прашања, единствен кој може да одговори за кадровските промени во владата е мандатарот, односно председателот Мицкоски, зашто има добиено поддршка од Централниот комитет на ВМРО ДПМН за формирање на влада и делегирање на представници во ресорните министерства. Се шпекулира и со измени во ЗНАМ, особено во ресорот правда. Смена на Филков се најавува поради бавните реформи и спорот околу правосудниот испит на албански јазик. Мицкоски најави промени и во ВМРО ДПМН, но засега без детали. Катерина Нешкова, Сител телевизија.